Македонија е на 6-то место во Европа одзади според задоволството на граѓаните од јавниот превоз, со само 47% позитивни оценки. Според извештајот на Европската комисија, фактори како достапноста, безбедноста, фреквенцијата и доверливоста на услугите се клучни за ваквото рангирање. Оваа бројка ја става Македонија пред Италија, Албанија, Црна Гора, Србија и Кипар. Во развиените европски метрополи се забележува значителна трансформација на јавниот превоз преку инвестирање во разновидни транспортни опции. За разлика од нив, во Македонија јавниот превоз, особено во Скопје, е ограничен главно на автобуси. Европската комисија има цел да промовира поголема употреба на јавниот транспорт и активна мобилност за да го направи јавниот превоз поатрактивен и поефикасен. Граѓаните се жалат дека храната е значително поскапена, а производите кои не претрпеле ценовни зголемувања сега се продаваат со намалена грамажа. И покрај владината мерка за ограничување на бруто профитната маржа на 73 производи, економистите сметаат дека оваа мерка е краткорочна и неефикасна. Инспекторите досега изрекле казни во вредност од 70.000 евра за непочитување на мерките. И покрај кампањата помалку трошоци, повеќе за тебе, граѓаните велат дека цените не се значително пониски, а некои производи често недостасуваат во маркетите. Забележуваат празни рафтови, посебно за млечните производи, што потсетува на сцените за време на ковид-пандемијата. Во унгарското село Закон, во близина на границата со Хрватска, унгарската полиција извести за трагичен инцидент каде 37 годишен маж е осомничен за убиство на својот 2-годишен син. Телото на детето било пронајдено без знаци на живот, а таткото, кој се обидел да се самоубие, бил пренесен во болница со сериозни повреди опасни по живот. Полицијата утврдила дека мажот, по убиството на детето, се обидел да си го одземе животот. Тој е задржан на лекување, а против него е покрената кривична постапка поради сомнение за убиство. Во бомбашки напад во северен Либан, израелската војска го погоди христијанското село Ајту, при што загинаа 21 лице, според извештаите на Либанскиот Црвен крст. Нападот предизвика сериозни оштетувања на стамбена зграда, а снимките од местото покажуваат уништени автомобили и тела на жртви и повредени. Како одговор, Хезболах истрела ракети врз Тел Авив, додека конфликтот меѓу Израел и Либан продолжува да ескалира. Израел се соочува со меѓународна критика за нападите, вклучително и за повредата на 5 мировници на Обединетите нации. Советот за безбедност на Обединетите нации повика на почитување на безбедноста на персоналот на мировната мисија УНИФИЛ и побара итно прекинување на нападите. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху ги отфрли обвинувањата, тврдејќи дека Хезболах ги користи позициите на УНИФИЛ за напади врз Израел. Во југозападна Москва се случи експлозија на автомобил бомба, при што се повредени 3 лица, меѓу кои и едно дете. Руските власти соопштија дека бомбата била поставена под автомобил, кој претрпел сериозни оштетувања од експлозијата. Истрагата за инцидентот е во тек, додека безбедносните служби работат на утврдување на околностите и мотивите за нападот. Повредените лица се пренесени во болница, каде им се укажува помош. Обединетите нации потврдија дека нивните мировни сили во Јужен Либан, познати како УНИФИЛ, ќе останат на своите позиции и покрај повторените барања од Израел за повлекување. Шефот на мировните операции на Обединетите нации, Жан-Пјер Лакроа, истакна дека оваа одлука има целосна поддршка од Советот за безбедност на Обединетите нации и од земите членки кои учествуваат во мисијата. Загриженоста за безбедноста на мировниците е зголемена по неколку напади на нивните позиции во текот на конфликтот со Хезболах. Советот за безбедност на Обединетите нации повика на почитување на безбедноста на персоналот и објектите на УНИФИЛ, нагласувајќи дека мировните сили на Обединетите нации не смеат да бидат цел на напад. Хезболах, група поддржана од Иран, продолжува да има поддршка за Хамас во конфликтот во појасот Газа, што дополнително го комплицира безбедносниот концепт во регионот. Соединетите држави го прогласија Хезболах за терористичка организација, додека Европската унија го стави само вооруженото крило на црната листа.